Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Прва збирка од поуки, 5 глава. Не се потпирај на твоето богатство и не вели, доста ми е додека сум жив. Не оди по своите желби и по твојата сила, не следи ги страстите на своето срце. Не вели, кој што ми може, зашто Господ ќе те казни. Не вели, ете сгрешив, па што ми стана? Знај дека Господ е долготрпелив. Не надевај се толку на тоа дека ќе ти биде простено. Не натрупувај грев врз грев. Не вели, милоста на Господ е голема, тој ќе ми ги прости многуте мои гревови. Зашто и милоста и гневот се во него. Неговиот гнев се исипува врз грешниците. Не се колебај да се вратиш ке Господа. Не одложувај го од ден на ден твоето обраќање, зашто ненадејно ќе дојде Божиот гнев и ти ќе закинеш во времето на одмазда. Не надевај се на имоти, неправедно стекнати, зашто тие нема да ти помогнат кога неволјата ќе те посети. Не веј на секој ветар и не оди по сите патеки. Тоа го прави лицемерен грешник. Биди решителен во твоите обидувања, зборот твој да биде еден. Биди подготвен да слушаш и добро обмисли пред да одговориш. Ако знаеш, одговори му на својот ближен, а ако не знаеш, стави ја раката на својата уста. И славата и срамот доаѓаат од зборовите, во јазикот на човекот е неговата пропаст. Не биди клеветник и со јазикот свој не поставувај стапици. Крадецот го чека срам, а лицемерецот тежок укор. Не бивај неразумен ни во големите, ниту во малите работи. Прва збирка поуки, 6 глава. Од пријател не станувај непријател. Лошото име донесува срам и прекор. Истото станува и со дволичните грешници. Не гордај се во помислите на својата душа, за да не биде таа раскината како вол. Да не си ги искинеш лисјата, плодовите да не ги загубиш и да не останеш како дрво исушено. Лукавата душа го погубува својот Господар и го прави за подбив на неговите непријатели. Благиот збор ги умножува пријателите, сладкоречивоста го зајакнува пријателството. Оние што живеат со тебе во мир, нека бидат многумина, но еден од 1000 нека биде твој советник. Ако сакаш да придобиеш пријател, долго проверувај го, немај веднаш доверба во него. Некој ти е пријател само кога има потреба од тебе, а те напушта во денот на твојата неволја. А пак има и таков пријател што ти станува непријател, твојата срамота на видело ќе изнесе. Некој ти е пријател додека седи на твојата трпеза, но те напушта кога си во неволја. Додека ти е добро, ќе биде со тебе, дури и кон твоите слуги ќе се однесува гордо. Но ако бидеш понижен, тој ќе се дигне против тебе и ќе се крие од твоето лице. Бега од твоите непријатели и биди внимателен спрема пријателите. Верниот пријател е сигурна заштита. Кој го нашол големо богатство. Верниот пријател нема цена.
Добрината негова нема крај. Вистинскиот пријател е лек за животот. Него ќе го најдат оние што имаат страф од Господа. Кој има страф од Господа, тој наоѓа вистинско пријателство. Каков е тој, таков станува и неговиот пријател. Синко, учи од твојата младост. Така во староста твоја ќе ја најдеш мудроста. Приоѓај кон неа како орач и како сеач и очекувај ги незините добри плодови, зашто малку време ќе се трудиш во незиното обработување, а набргу ќе јадеш од незините плодови. За неупатените таа е многу груба и неразумниот не истрајува во неа. Таа ќе го притиска како тежок камен и тој не ќе се двоуми што повргу да ја отфрли. Мудроста одговора на своето име и на малкумина се открива. Послушај ме, синко. Прими ја мојата поука и не отфрлај го советот мој. Стави ги нозете своји во веригите незини, а на вратот свој незиниот јарем. Подметни го грбот свој под неа и носи ги незините вериги и тие да не ти пречат. Приближи се до неа со сета своја душа, со сета своја сила оди по незините патишта. Истражувај и барај и ќе ја запознаеш. Кога ја најдеш пак, не оставај ја никогаш, зашто најпосле во неа ќе го најдеш твојот спокој и таа ќе стане радост за тебе. Незините окови ќе ти бидат силна заштита, а незините вериги свечена облека. Незиниот јарем е златен накид, а веригите незини пурпурни нишки. Ќе ја носиш како свечена облека, како венец на радост, на главата твоја ќе ја ставиш. Синко, ако ја посакаш, можеш да се научиш. Ако и се предадеш со сета душа, за се способен ќе бидеш. Ќе ја разбереш, ако ја слушаш со љубов. Ако се потрудиш, разумен ќе бидеш. На старците собирот посетувај го. Здогледаш ли мудрец, прилепи се до него. Слушај го секој збор што доаѓа од Бога. Ниедна мудра изрека да не пропуштиш. Ќе видиш ли разумен човек? Од рано оди кај него, стапалата твои нека го тријат неговиот праг. Размислувај за повелбите на Господа и постојано исполнувај ги неговите заповеди. Тој ќе го укрепи твоето срце и ќе ја добиеш саканата мудрост. Прва збирка Поуки, 7 глава. Не прави зло, и зло нема да те постигне. Бегај од неправда и неправдата ќе избега од тебе. Синко, не сеј во браздите на неправдата, за да не ожнееш од нив 7 пати повеќе. Не борај од Господа власт, ниту од царот место почесно. Не оправдувај се пред Господа и пред царот, не мудрувај. Не борај да станеш судија, за да не се покажеш немоќен да ја уништиш неправдата, да не се уплашиш од силниот и сенка да не фрлиш во својата правичност. Не греши пред собирот на граѓаните да не се понижиш пред народот. Не притурувај грев врз грев, зашто ни за еден од нив нема да останеш неказнет. Не вели, ќе погледне Бог благонаклоно на многуте мои дарови, ќе ги прими, кога ќе му ги принесам. Не биди малодушен во твојата молитва и не занемарувај ја милоста. Не подбивај се со оној што душевно страда, зашто кој понижува, тој возвишува. Не измислувај лага против својот брат. Не прави му го тоа, ни на пријателот твој. Бегај од секаква лага, од неа нема никакво добро.
На собир на постари не зборувај многу и не повторувај ги зборовите во твојата молитва. Не бегај од тешка работа, не бегај ни од земјоделскиот труд, тој е заповеден од Севишниот. Не присоединувај се кон мноштвото на грешниците, длабоко понизија својата душа. Помни дека гневот не задоцнува, казна за грешникот се огнот и црвите. Не менувај пријател за богатство, ниту роден брат за офирско злато. Не остави мудра и добра жена, достоинството нејзино поскапоцено е од злато. Не навредувај слуга што се труди честно, ни наемник што ти служи верно. Душата твоја нека го сака разумиот слуга, не ограничувај му ја слободата. Имаш ли добиток? Пази го. Ако ти од полза, зачувај го. Ако имаш синови, поучувај ги, од малечки свикнувај ги на послушност. Ако имаш ќерки, грижи се за нивната честност, не биди премногу добар со нив. Омажи ја твојата ќерка и со тоа ќе направиш големо дело. Подари ја на разумен маж. Ако имаш жена што ти е по твоето срце, не гони ја од себе. Ако ти е омрзната, немај многу верба во неа. Почитувај ги таткото и мајка ти со сето свое срце и не заборавај ги родилните болки на твојата мајка. Помни дека од нив си роден. Што можеш да им дадеш за сето она што го направиле за тебе? Со сета твоја душа, почитувај го својот Господ и почитувај ги неговите свештеници. Со сета твоја сила почитувај го својот Создател и не оставај ги неговите служители. Имај страф од Господа и почитувај го свештеникот. Дај му го неговиот дел како што ти е заповедано. И првините и за грев и давањето плешка и жртвата за осветување и првите плодови за светиите. И кон сиромав, пружај ја раката своја, та благословот твој да биде совршен. Биди милостив спрема секое живо создание, но и умрените не лишувај ги од милост. Не бега од оние што плачат, туку тагувај заедно со нив. Не биди мрзлив да ги посетуваш болните, за тоа ќе бидеш сакан. Во сите твои работи спомнувај се за твојот крај и никогаш нема да сгрешиш. Елиезер